сакала да кажам неколку работи, зашто околу цела ова работа околу регламентот се крена толкова често. Ова го кажав на комисија, ова го мислам и ова го зборуваме уназад од временски период. А сметам дека и колегата Милевски се исто дека ме поддржи. Многу добро се сеќаваме ние кои бевме вчера на комисија со каква предлог одлука дојдеа луѓето од општинската администрација. По истата, дури и вербално ми беше кажано дека продажбата ќе води на истиот начин како за фудбалскиот клуб Пелестир. Ќе ве вратам малку назад и ќе ви кажам дека и вие, почитувани колеги, на истиот начин како нас, скоро 2 години не го имавте видено договорот склучен за продажба на клуб Пелестир. И сметам дека ако некој од вас каже дека е лага, тогаш ќе се успна. Значи никој не го имавме видено, дури не можехме да го добиеме и по пат на барање на информации од јавен карактер. Прва. Втора работа. Јас многу добро се сеќавам дека истиот договор, истиот градоначалник за жал, го подпиша и се сликаше транспарентно во Белведере со еден куп советници присутни, а истиот не беше поминат на совет. Ете, затоа, колеги, се крева толкова джеп. Ако јас не сум во право со овие докази кои сега тука ги изнесувам, кажете ми и ќе се покажам. Еве, за прв пат да видиме реално дека кога се продаваше фудбалскиот клуб Пелестир, во ниеден момент не постоеше транспарентност од страна на Владимир Талески и општинската администрација. Како може нешто кое е во собственост на граѓаните на општина Битола да биде криено како да е злато закопано во некој бункер? Тоа е причината за нашата, ствари и за мојата реакција. Јас не можам да се доначудам дека вчера дојдоа со иста таква одлука. Тоа е понижување на интелигенцијата на советниците. И јас многу убаво забележав како колегата Милевски изреагира, бидејќи да не бидам премногу грубо, очигледно беше наместен. Значи беше ставен по завршен чин пред одлука која беше потполно иста како за фудбалскиот клуб Пелестир. Затоа ми е многу криво што не ме поддржавте на почетокот на седмицата за формирање комисија за спортот и не се согласувам со некои колеги кои ќе ми речат од власта дека со тоа јас ништо не можам да сменам. Не, колеги, вие можете морално да настапите по најмала рак. Значи, Владимир Талески не е собственик на градот. Не, вие не можете да го подчинете, меѓутоа, за жал, така реагирате. И така работите во изминатите 4 години. И на крај, ако некој сака да има спорт во општина Битола, тоа сме ние тука. Барем јас така мислам. Затоа, сметам дека она што вчера го говорав на комисија и сега ќе повторам да влези во записник, барам при одлучувањето кој ќе биде избран на конкурсот, да бидат вклучени советници, истите да имаат глас при евалуацијата на понудите. Значи, тоа не е голема работа која може некој да ја побара и да ја даде. Не може тројца луѓе во општина Битола да располагаат со се. Не може. Ова ви го кажувам најдобронамерно. Може би првиот пат бевте изиграни, меѓутоа немојте да ми кажете дека сега не знаевте или ова не можете да го смените. Ви благодарам.